Хибриден напад се случува со волата за пиење во Скопје, кој е креиран и спроведен од опозицијските партии. Изјави денес премиерот Христијан Мицкоски за преплавените социјални мрежи со пораки за небезбедна вода за пиење во главниот град. Знам дека информиран сум дека неколку лица, повеќе од 10, се повикани на разговор во Министерството за внатрешни работи. За жал, денеска преку социјалните медиуми голем број пораки се испраќаат. Би рекол, се испраќаат и вакви пораки кои што представуваат своевиден хибриден напад. Пораки кои што имаат за цел да внесат немир, несигурност и револт кај граѓаните. Мицкоски изнесе дека оваа стратегија му била позната ден пред таа да излезе во јавност. Ние ден претходно добивме информација дека опозицијски партии ќе се обидат да создадат ваква хистерија преку социјалните медиуми. И јас се надевам дека со новите измени во кривичниот законник ќе има и казнена одредба за ваквите лица кои што свесно создаваат хистерија, односно вршат својден хибриден напад, создаваат чувство на немир, чувство на страв кај граѓаните. Но она што мене посебно ме загрижува, мислам дека тука има и некои други, би рекол, повеќе комерцијални обиди, бидејќи за еден ден наеднаш голем дел од маркетите ги испразнија своите резерви и количини на флаширана вода. Мицкоски изјави дека посреди без сомнение во прашање е опозицијата. Јас разбирам дека имаме работа со безидејна и очајна опозиција која што се обидува да креира, да конструира, да создава хистерија на начин на кој што можеби и се претерува, но во ред тие одбрале таа тактика да соберат политички поени. Ние ќе се бориме со ова. Ние ќе се бориме со проекти, со работа, со посветеност, така што на таков начин не можете поинаку да им се спротиставите и да им парирате. Вие можете со работа и со проекти да се спротиставите на лагите и на конструкциите од страна на безидејната, за жал, и тажна и очајна опозиција. 7.000 овци досега се угинати и затворени се 38 фарми поради 50 присутни жаришта на овча сипаница во источниот и североисточниот регион. Ова е најтежок удар досега за одгледувачите на овци и ако болеста продолжи со ова темпо, прашање е колку стада и овци ќе останат во регионот. Алармантната состојба ги собира сточарите во најтесно досега, поради што во понеделник Сојузот на одгледувачи на овци ќе одржи пресконференција. Алармантна е, слушам, баш вчера ми се јавува еден од сточарите, пред 20 дана ги пријавил дека има болеста, идат инспекторите го констатират болестата и уште тие овци не се уништени. Замислете колку може да се шири на тој регион од овој спор од страна на институциите. Кој регион е најзагрозен? Источниот регион е најзагрозен. Почнува, како што знаете и вие, почнуваше од Куманово, сега се сите градови, Кратово, Штип, Робиштип, Свети Николи. До сега имаме 7.000 овци угинати. Мислим дека бројот секој ден расте. Имаме најава дека ќе има, од кога го најавивме пресот, имаме најава дека ќе аплицираме за вакцина и брзо ќе биде донесено, но ние како сточари уште не веруваме ништо без да го видиме тука. Што треба да направат одгледувачите на овци, а што државата во овој случај? Види, одгледувачите на овци го направиле според. Секој што имал случај ги пријавува на време, се држат по мерките како што сме ги известиле. Значи, реално според дека и институциите. Која порака ќе испратите од вашиот закажан прес во понеделник пред влада? Види, вие како информативно може да го насочиме тој прес, затоа што веќе не најави дека ќе има вакцина.
Ако случајно нема да биде брзо и нема да биде таа вакцина што е потребна за ова болеста, пошто верувам дека никој не го испитал дали е таа вакцина што ја нарачаме за ова болеста што е кај нас, веќе ние спремни сме да излагаме на улица, но не само луѓите, истоката ќе донесем болна лека се загради цела Македонија. Да видат и у Скопје дека што е болеста. Добро, во меѓувреме, дали имате сознанија, факти, освен оваа бројка од 7000 угинати овци, колку стада се заболени? Велите, источниот е најзагрозен? Да, има 50 жаришта регистрирани и 38 фарми се затворени. Значи 38 фамилии останат на улица. Сточарите веќе бараат компензација за изгубените грла од државата за повторно да можат да застанат на нозе и да го продолжат својот бизнис. Воспротивно, тие се одлучни дека ќе организираат протести на кои ќе донесат и дел од своите стада. Поддршката на домашните компании преку унгарскиот заем е инвестиција во економски раст, објави на својот Facebook профил министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска. Првата транша кон домашните компании е исплатена во март 2025 година и до овој момент во македонската економија се инјектирани вкупно 239 милиони евра, износ кој поттикна значајен инвестициски циклус во приватниот сектор и придонесе за поголемо производство, нови вработувања и поголема конкурентност на домашните компании. Стои во објавата на Димитриевска-Кочовска. Во меѓувреме, премиерот Христијан Мицкоски денеска ги повика општините да подготвуваат проекти за финансирање од страна на владата за идната година. За следната година ги охрабруваме преку ЗЕЛ с градоначалниците да подготвуваат проекти. По зависност од можностите, исто така како влада планираме дел од средствата да децентрализираме од централниот буџет кон општините за да можат уште повеќе проекти да се реализираат, така што еве, тоа кое што беше приоритет, продолжуваме и понатаму да го реализираме. Владата ги подржува земјоделците за повисоки цени, но чуди зошто не протестираат пред откупувачите, констатираше премиерот Христијан Мицкоски одговарајќи на прашањето за откупната цена на еварската пиперка, поради која земјоделците и некои нивни здруженија реагираа јавно. Но она кое што е многу чудно, сакам да напоменам, кое што мене ми беше чудно од тие брифинзи кои што ги добив од министерот, е фактот дека и ние ги поддржуваме земјоделците за повисоки цени. И кога им рековме, ајде додиме да протестираме заедно кај откупувачите. Знаеме кои се 3-4 откупувачи најголеми, ајде додиме, еве, не на локација ќе биде министерот, на друга градоначалникот, еден градоначалникот, два, а рекоа не. Рекоа не, зашто да протестираме, па тоа нас не ни одговара. Па чекајте, велиме ние, ако вас тоа не ви одговара, владата не откупува, еве, ние ве поддржуваме, ние сакаме да имате повисока цена за вашиот род и заслужувате повисока цена и треба да имате. Вашиот род од страна на откупувачите е поценет, ајде заедно во откупните центри да протестираме сите. Тогаш најно се постигна договор, најно се договори, најно се затвори целата оваа приказна, но добро е што сега сите се задоволни што откупот веќе неколку дена тече онака како што очекуваме. Инаку, производителите и откупувачите сепак се договорија за цени според која еварската пиперка се откупува по цена од 40 денари за прва класа, 30 за прва втора класа и за индустријска класа и 15 денари за пиперка класифицирана како најниска класа. Од СДСМ денес остро реагира на вчерашната сцена во Гостивар, каде политичари и функционери држеа здравица, пиеа вода пред камери и изјавија дека водата е вкусна. ВМРО ДПМН од друга страна изнесоа факт дека водата во Гостивар е чиста за пиење и дека раководството на СДС е тотално дезориентирано, ширејќи паника. Во Гостивар вчера видовме слика што ќе остане запаметена. Политичари и функционери држат здравица, пијат вода пред камери, велат на здравје и дека е многу вкусна. А цел месец граѓаните пија вода загадена со фекали. Цел град беше отруен, 5000 луѓе беа заболени. Прво најавуваа дека резултатите ќе бидат готови дури на 20 август. Сега, под притисок на јавноста, наеднаш велат дека водата е чиста 6 дена порано. Како до вчера, 20 август, а денес нагло се е во ред.
И се уште нема официјален објавен документ со кој се потврдува дека водата е чиста и здрава за пиење. Видливо е дека во СДС навистина се во целосен хаос. Во оваа прилика ќе им кажеме дека нивните кажувања останаа на ширење лаги и паника кај граѓаните и не само лаги, туку и опасни информации по здравјето на граѓаните. Прво, факт е дека водата е безбедна за пиење во Гостивар. Сите надлежни институции во соодветен рок ги направија сите неопходни испитувања и вчера се покажа дека водата е безбедна за пиење. Но СДС и по оваа вест почна да зборува во празно, да бара документи. Второ, лагата за водата во Скопје ги надмина сите размери на политичка пропаганда, односно беше опасна здравствена информација за граѓаните на главниот град. Во однос на прашањето за кој ќе преземе одговорност за настанатата ситуација со водата, премиерот Христијан Мицкоски го изјави следното. Од овој момент, па натаму, грижата е целосно кон јавното предпријатие кое што дава таква услуга, тоа е водовод во Гостивар. Инаку што се однесува до одговорноста, знам дека обвинителството постапуваше и веќе неколку лица се обезбедени и знам дека обвинителството се уште постапува и од МВР се уште истрагата не е завршена и мислам дека истрагата треба да продолжи до крај. 34-годишната Драгана Антешевиќ од Босна и Херцеговина исчезна во пожарот што е зафатил областа Станик во близина на Омиш. Според неофицијални информации на хрватските медиуми, полицијата пронашла тело на местото на пожарот и се проверува дали станува збор за Драгана. Таа била сезонска работничка во Хрватска. Драгана последен пат била видена на 13 август кога се обидувала да избегне од пожарот. Во тој момент била во автомобил со уште 2 лица, но излегла од возилото и потоа и се изгубила трагата. Незиното семејство доставило ДНК примероци за идентификација, а сопругот пристигнал во Хрватска и се приклучил во потрагата. Едно од лицата што било со неа во автомобилот е тешко повредено. Конечната идентификација треба да покаже дали пронајденото тело е на исчезнатата Драгана. 3 земјотреси во текот на ноќта ја потресоа Босна и Херцеговина, а епицентрите биле во близина на Сараево. Првиот земјотрес со јачина од 3,6 степени според Рихтер бил регистриран околу 45 минути по полноќ на длабочина од 10 километри. Граѓаните го почувствувале силното и краткотрајно тресење. Само 15 на минути подоцна следел втор земјотрес со јачина од 3,1 степен на длабочина од 9 километри. Третиот земјотрес бил регистриран околу 3 часот со јачина од 3,3 степени на длабочина од 6 километри. Граѓаните на социјалните мрежи сведочеле дека се треселе мебелот, садовите и стаклото, а некои потресите ги опишеле како силни и вознемирувачки. Албанската виртуелна министерка за вештачка интелигенција Диела беше представена од Еди Рама како алатка за поголема транспарентност и борба против корупцијата во јавните набавки. Но институцијата што ја создаде, Националната агенција за информатичко општество АКШИ, сега е во центарот на истрагата на СПАК за наводно местење тендери. Во куќен притвор се директорката на АКШИ Мирлинда Карчанај и заменик директорката Хава Делибаши, додека се истражуваат и наводи за поврзаност со организирана криминална група. Запленет е имот вреден над 40 милиони евра. Се асфалтира паркинг простор позади новата трибина на фудбалскиот клуб Брегалница, која ќе биде во функција на клубот. Паралелно, градежните активности во втората фаза офаќаат и пробивање на улица која ќе допира до идниот супермаркет на Лидл кај автобуската станица. Проектот има повеќе наменско значење за граѓаните, бидејќи ќе овозможи олеснет и функционален пристап на возила до градскиот стадион и супермаркетот Лидл. Лидл во Штип на 2 локации со работа треба да започне конкретно оваа или почетокот на идната година, а овој паркинг простор и улица се во функција за истата цел. Неверојатно откритие во белгискиот град Дендермонде. Работници при рушење на стара зграда пронашле златници и златни прачки, а вредноста на пронајденото злато се проценува на околу 9 милиони евра. 18-годишниот Коби и неговите колеги првично помислеле дека пронашле обични монети, но кога забележале дека е злато, сватиле дека откритието е многу поголемо. Работниците веднаш ги известиле сопственикот и полицијата. Надлежните го презеле златото и го сместиле во безбеден трезор, додека градилиштето било оградено и забрането за посетители. Сега се истражува кој го сокрил златото, кому законски му припаѓа и дали пронаоѓачите ќе добијат награда.
И утре не очекува сончево и топло време со температури до 33 степен. Ветрот ќе дува со брзина од 7 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 30%. Температурите по градови се следните: Штип и Карбинци со по 33 степени, Пробиштип 32, Чешиново Облешево 33, Кочани 32 степени. Температурата во Виница и Македонска Каменица до 31 степен, во Делчево до 30, во Пехчево 25, а во Перово максимални 28 степени. Православните верници утре се спомнуваат за преподобните Исаки, Далмат и Фауст, католиците на Степан Угарски.